Добро вечер и благодарам што сте вечера со нас во новото издание на магазин со Слободан Томич. Дошлива вечер, секако и преполна со настани случувања, кои ние ќе ги дефинираме во вечерашниот магазин. Апропо секако и темата, дали на повидок нова светска војна или трета светска војна. Звучи дефетистички, апокалиптички, но тоа е тоа што е дека јавачите на апокалипсата секогаш демнеат и барат се нешто да биде повозлюбудливо, а трагично за популацијата на планетата Земја. Но верувам тоа дека нема да се случи, бидејќи рацијата преди се ќе превладува. Почитувани, сведоци сме дека човекот кој победил, тоа е господин Доналд Трамп, во Соединетите американски држави бројката 45 и 47 како претставителски кандидат, повторно доаѓа на политичката сцена и слушнавме дека неговиот опонент, Камала Харис, вети дека ќе ја прифати на еден многу мирен, достоинствен начин трансферот на власта ќе ја предаде. Исто и неговиот поранешен опонент, тоа господ Џо Бајден, исто кажа. Но друга ситуација што видовме? Видовме само ако го стиснам црвеното копче, ќе го налутам железниот човек, познат како Путин, така го викаат, и дека може да се случи тој голем колапс или смак на светот. Јас не би сакал така да звучам, но верувам дека тоа нема да се случи. Темата, почитувани, е Бајден става клипови во тркалата на новата администрација. Ќе ја третирам со мојот и вашиот прекрасен соговорник, Милан Стефановски, геополитички аналитичар. Добро вечер и добро дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Чест и задоволство. Ќе бидеме заедно, ќе реализираме двајцата во емисија, а богата со содржини и со соговорници. Господин Милан, можам и Милан да ме насловам? Подобро. Да видиме бидејќи двајцата ја реализираме. Да. Предлагам еден мој коментар за и околу токму оваа тема. Ќе ја замолам претходно само да ве поздравам од мојата екипа. Тоа се моите асистенти, мојот главен продуцент и прв асистент Кристина Томич, која е главен дизајнер за оваа емисија. Ивана Алексовска и Огнан Димовски. Таа тројка секој се труди да ви ги задржи вашето внимание. Одиме со мојот коментар. Паралели. Коментар магистар Слободан Томич. Администрацијата на Бајден во заминување донесе неколку одлуки кои не се вообичаени кога се заминува од власт. Во политиката на демократските држави во период пред транзиција на власта не се оди со така драстични мерки кога е јасно дека следната влада ќе води целосно различна, ако не и спротивна политика. Тоа е прашање на личен интегритет, но и одговорност во политичкото однесување со цел државата да не се доведе во безизлезна позиција, односно да не може да се продолжи со таква политика и со тоа да и се отежне на новата власт практицирањето на нејзините политики. Меѓу другото, станува збор за давањето согласност на Украина за користење на ракетите што тие ги има дадено како помош за одбрана да бидат искористени за напади на територијата на Русија. Исто така, деновиве во Соединетите Американски држави се покрена иницијатива за простување на долговите во висина на речиси 5 милиарди долари. За идната администрација на Доналд Трамп, која најавува смирување на војната во Украина и намалување на трошоците на американските даночни обврзници, ова ќе биде тежок удар веќе во првите денови на нејзиниот мандат. Ваквото однесување на штета на државата неодоливо потсетува на однесувањето на претходната влада во Македонија. Да потсетиме, знаејќи дека ќе ги загуби следните избори, таа со прифаќањето на така наречениот француски предлог и особено спорните протоколи на таен начин со јасна свест дека 80% од граѓаните на Македонија ова целосно е неприфатлива штета на интересите на нашата држава. Македонската дипломатија сега ќе треба да вложи многу поголем труд за да се избори за некакво достоинствено решение. Многу е разочарувачки кога поради сопствените партиски или лични интереси свесно се нанесува штета на сопствената држава. Паралелите помеѓу овие две ситуации тешко може а да не се забележат. Да, тоа е коментарот го посветив за и околу вечерашната тема. Милане, што би додал во секој случај за оваа паралела што навистина си има свое значење? Да,
Видете, Соединетите Американски држави се најмокната држава во светот, се уште, кои во својата моќ, во својата демократска свест и совест, на некој начин остатокот од светот ја рефлектира таа улога и таа рефлексија во однос на сите прашања кои го засега светот. Во случајов се поклопи американските избори и кулминацијата на војната во Русија и Украина. Она што е несвојствено за американската демократија е тоа што кога сте во заминување, кога таму е општо познато дека кога завршуваат американските избори, актуелното политичко раководство, актуелниот претседателски кандидат е во транзиција. Он има политички, односно има институционален легитимитет, но веќе нема политички легитимитет. И фактот тоа што Бајден се повлече од претседателската трка, како човек кој изгуби довербата во демократите, и она што на некој начин неговите испади во своите настапи говори за фактот дека одлуката која на некој начин ја донесе на Г20 самитот во Бразил, односно одобрувањето на Украина за да користи ракети со голем домет во Русија, говори дека тоа е системска грешка. Ќе ми дозволиш да одиме се до Вашингтон, да му се заблагодарам на Жан Становски, кој вечер исто со нас, а вече го имаме Умберто Паскали и ќе му поставиме неколку прашања во врска со новите случувања. Good evening, Mr. Umberto, and welcome again in our show, because the viewers... Затоа што гледачите бара да ве поканиме уште еднаш, затоа што минатото издание многу добри анализи ни дадовте. Значи, веќе сме сведоци што сега се случува во САД, Русија и Вашингтон во правец на ситуацијата со Киев. Моето прашање прво би било хиперсоничните балистички ракети се веќе испалени од страна на Путин кон Украина и тие се донација, односно тие се даваат од Западот. Би сакале да го чуеме и вашето мислење во врска со тоа. Повелете. Лансирањето на овие проектили, хиперсонични проектили, кои што се многу побрзи, неколку пати побрзи од брзината на звукот, се апсолутно ново оружје кое што Западот го вклучува и никој во светот нема такво оружје. И претседателот Путин во својот говор укажа на тоа дека на воено поле има доста големи успеси и дека за прв пат проектилот Орешник од руска страна беше искористен на бојното поле и вообичаено овој проектил може да носи и нуклеарни боеви глави, но овој пат тоа не беше нуклеарно полнење, така да тоа беше одговорот од Русија на постојаните провокации кои што вклучуваат и последната решение од Бајден кој што ја заминува од канцеларијата и даде дозвола на украинците да испалуваат вакви ракети и да напаѓаат цели длабоко во Русија, на територијата на Русија. Сега новата војна доктрина на Русија, нуклеарна доктрина е дека ако некоја земја која што не е нуклеарна сила не нападне со оружје кои што е испорачани и под надзор на друга сила, тоа е Украина и САД, тогаш другата сила, НАТО силата, ќе биде одговорна и ние ќе реагираме соодветно против неа. Значи, имаше повеќе руски стручњаци кои што, како Димитри Суслов, кој што ви е веројатно познат, или Кнутов, кои што експлицитно изјавија дека можеме да ги погодиме и Париз или Лондон. Тие се насочени кон Лондон, особено кон Англија, затоа што
е прав е во тоа. И Англија е државата, односно земјата која што ги запред преговорите за мир помеѓу Русија и Украина. И која беше реакцијата во САД? Реакцијата во САД беше страв во старата мафија, тоа е Бајденовата, Камаловата мафија, која е воено-индустријскиот комплекс. Тие не знаеа како да реагираат, тие се преправа дека не слушаат, но воената сила која што ќе се бори беше против, така да дојде до судир помеѓу воената структура која што чека дека Трамп ќе дојде, влезе во Белата куќа и ќе ја продолжи војната, постојаната војна на САД, а длабоката држава во САД и повеќето агенции таму сега се обидуваат да дадат отпор за да се продолжи со оваа војна, оваа постојана војна, бесконечна војна, затоа што тоа за нив значи само пари, многу пари. Берто, како председателството на Трамп ќе даде? Како напредува преземањето на мандатот од страна на Трамп? Да, напредува прилично добро. Тоа беше првиот трик против Трамп, што беше направен лицето кое што го назначи Трамп како министер за одбрана, Мет Гец, кој што е млад човек, релативно млад човек, како многу силна порака изгледаше и напад врз ЦИА и врз длабоката држава, а тој е многу лојален на Трамп и тој беше нападнат со имагинарен скандал, со погрешен, со фейк скандал, и бидејќи тој скандал нема долго да трае и да креира проблеми, знаете, во медиумите и во другата страна. Мет Гейтс се откажа, тој требаше да биде министер за правда, но и главен обвинител, но потоа многу брзо пан Бунди се појави како нов кандидат, таа беше многу силна жена, која што беше државен обвинител на државата Флорида, и таа беше номинирана за тоа. Сега ќе одат во Конгресот да бидат потврдени заедно со Кенеди. Знаете, Кенеди ќе биде министер за здравство и тие ќе одат во Конгресот и проблемот ќе биде одредени републикански сенатори кои што се на другата страна. Но генерално многу тешко со големата разлика на победата што имаше Трамп и многу е тешко тоа да се запре. Единствен начин е да се направи некаква војна провокација, нешто како што сега го прават во Украина, и мислат дека тоа ќе биде најдобриот начин е она што Виктор Орбан го кажува во Унгарија, дека ова ќе биде крајот на 500-тите години на западна хегемонија, бидејќи ние ги прекршивме принципите на Западот, значи тоа е наша вина и ќе одиме во различен вид на општество и да нема војни и да има економска соработка, особено сега, например, за Балканот, за Македонија. Нова перспектива се отвара за ситуација без војни, со инвестиции и со растеж на економијата. Третото прашање од моја страна е Џо Лондон, како еден хучкач на војната, губи на теренот. Значи, нешто да дадете врска со тоа? Кој губи? Џо Лондон губи на... како воен хучкач губи на... губи тлото под нозете. Не го разбрав баш. Добро, ќе свртиме страницата на друг правец. Говоревте за македонските состојби во оваа политичка состојба. Нешто да додадете, што значи за Македонија тоа се и за потенцијалните алијанси на Балканот, за односите со Србија, Унгарија. Сега во Белград имаме председател на владата е во Белград, во Србија, и тој
работи на регионална соработка интензивно. Нешто околу тоа да ни кажете? Yes, Да, very important. I think да е добро. sorry, there is some problem with Имам проблеми со you were уредите овде. warmonger. Говоревме за хушкачот на војната, оние што губат тло под нозете. Да, затоа што ние сме на долга дистанца, не можете веројатно да ме чуете добро, така да верувам ќе ве чуете сега. And И Лондон секако е центарот. Лондон е апсолутен центар, затоа што градот Лондон е финансиски центар на големи шпекулативни дејанија и се прават пари сега со војната, тоа го знаеме. Големите семејства што прават многу пари од вајна, како Ротшилд и така натаму. Овие луѓе сега губат тлото под нозете, право сте. И тие се обидуваат да дадат отпор на било кој начин. Го видовме тоа што се случи на Балканот и кога беше можно во 90-тите години, дури до крајот на 80-тите да се креира серија на коридори за комуникација и транспорт, како коридори кои што ќе бидат најдобар можен начин не само за луѓето на Балканот, што ќе донесат до трговија, до благосостојба и развој, туку исто така за луѓето кои што поминуваат низ Балканот или Централна Европа и другите региони и Блискиот Исток и Африка, и Македонија би требало тука да биде на средината на овие крстосници. Сега овие проекти може да се повторно заживеат и мојот предлог би бил Македонија да лобира за овие со добро лоби, да ги турка овие состојби, затоа што сега гледаме дека има добри односи со Србија и тоа е добар начин да се оди напред. Значи, добри односи со Србија, добри односи со Австрија, со Унгарија, е начин на кој што вие ќе може да воспоставите не само ваша економска соработка, туку и вашиот суверенитет да го поддржите. Умберто, последно кратко прашање. Имаме други гости за нашите гледачи, затоа што сите сме загрижени за тоа што се случи, дали ќе дојде до Трета светска војна, дали тоа реална опасност или нема да се случи. Зависи од лудоста на одредени луѓе. Лудилото што владее во главите на некои луѓе. Значи, вообичаено групата околу Бајден или групата околу Стармер, оној Стармер, премиерот на Британија, докаде тие ќе одат, или Макрон во Франција, ако одат до крај во провокациите врз Русија на основен начин како што тоа го права, за да тоа стане екзистенцијална опасност за Русија, потоа со перењето на мозок на Украина и провокациите на Украина кон Русија, и сега идејата како дали ќе има вистинска војна помеѓу овие два субјекти. Ако продолжи вака ситуацијата, да, но сметам дека војната супериорност во технологијата на русите е јасна. И ќе има период сега на опасност, се додека не се инсталира новата власт на Трамп во Белата куќа. Во тој период ќе се прави обиди да се изолираат овие лудаците. Благодарам Умберто за тоа што беше со нас. Секако дека ќе имаме и на тамошно барање да ви се јавиме во наредната емисија. Ви да благодарам и поздрав исто така од мојот колега Милан Стафановски. Да му благодариме на Умберто. Благодариме Умберто за дискусиите. Ќе се видиме. Ќе се видиме наредниот пат. Благодарам на господин Стефановски. И јас ви благодарам. Пријатно, се најдобро. Тоа беше Умберто Паскали, директно од Вашингтон за вечерашниот магазин. Тука би сакал еден мал премин, ако ми дозволите. Режијата знае да го стори и веднаш се прилагодуваме во Скопје, имаме исто така еден интересен соговорник. Останете со нас.
За подсетување, тоа беше навистина триумфалната победа во секој случај на господинот Доналд Трамп. Го имаме господинот Сем Вакнин, за кого немам потреба да дадам објаснување, човек кој навистина секогаш го задржува вашето внимание, бидејќи има што да каже. Добро вечер, Сем, и благодарам што си со нас вечерва заедно. Со мене и Милан Стефановски, геополитички аналитичар. Thank you for having me. Од другата страна е Жан Станоевски, наш заеднички пријател, кој ќе го преведе овој твој разговор. Темата е што ја дадов и ја предложив, Бајден става клипови во тркалата на новата администрација. Деновиве малку сме, да бидам искрен, уплашена е светската јавност после изјавата на господин Бајден, давајќи му зелено светло на Зеленски, да може да ги користи орудието на американците против Русија. И со еден збор, дали е тоа можност на нова војна или трета светска војна, видовме дека и Путин вчера пуштил една балистичка ракета, така беше Милане? Хиперсонична интернетна. Хиперсонична, да, дигитална телевизија. РС-26. Да? РС-26. РС-26. Кој е твојот коментар, Темо? Рубеш. Не, ти. За мене ме прашуваш. Бајден знае дека идниот председател Трамп ќе ја присили Украина да седне на маса и да преговара за мировен договор за Русија и во услови кои што нема да бидат поволни за Украина, затоа што Русија почнува да ја победува во оваа војна. И што сака Бајден да направи, сака да ја зајакне позицијата на Украина на масата за преговори, дозволувајќи и на Украина да користи различни видови на нови оружја на територијата на Русија. Бајден се надева дека Украина ќе биде во состојба да продолжи во Курскиот регион да освојува територии и се надева дека Украина ќе ја подобри својата позиција пред администрацијата на Трамп дојде на власт. Значи, едноставно ова е зајакнување на состојбата на Украина малку подобра, не многу, затоа што тие ја губат војната. Можем ли со Милан да постави прашање? Милан, може ли едно прашање за господинот Бајден? Да, Сем, ви ти благодарам на можноста да гостуваме, мислам и на Томиш заедно, ти си секојаш инспиративен. Ме интересира дали навистина му требаше на Бајден, кој има можеби институционален наречем некој начин, он има не е веќе политички, он е веќе истручен, он има институционална моќ, но дали е добар или мудар потегот во заминување баш во оваа транзиција да на некој начин даде дозвола да се употребува оружје кој има деструктивна моќ и може да го провоцира Путин да ја зажести војната и далеко ќе биде мирот. Во тој контекст би сакал да можеш да ни дадеш твое видување. Разбрав. Многу лошо. Нешто малку нечу да врската на ако добро разбрав прашањето е за тоа реакцијата на Путин. Политичкиот легитимитет Џозеф Бајден веќе го нема, го има институционалниот. Дали е фер од негова страна да остави надпис на Трамп со тоа што на некој начин даде согласност да се употребува оружје кој може Русија да ја испровоцира до таа мера да биде се потешко да се постигне мир. To come to a solution of peace more difficult. Да, Бајден, председателот Бајден креира една состојба на фет акомпли. Тој креира да ја менува состојбата на геополитичката карта и таа секако е многу ризична, рискира реакција од Русија, која може да доведе до голема ескалација и ќе ја присили САД да продолжи да ја поддржува Украина, така да не е фер, ако сакаш така да се изразам, но нема фер пристап во политиката. Бајден се обидува да го присили Трамп, да му ги лимитира опциите за Трамп кој ќе дојде на власт, да биде со врзани раце, и Бајден се обидува неговата агента на Трамп да му ја диктира, што не е во ред, ако ме прашуваш. Во контекст на овие случувања, да бидам искрен дека светот се вжешти се повеќе,
Видовме сем како по победата веднаш челниците на Европската унија, фон дер Лајен, Макрон, Шолц им потрча да му честитат на Трамп. Како го дефинираш се тоа, имајќи факт кога беа против голем број процеси против Трамп, беа обсервери, наблюдувачи. Дали политика на дабл стандард? Да, вообичаено во геополитиката да се прифати новиот надоаѓачки лидер и дори да не го сакаш, да не се допаѓаат неговите политики, дека неговите политики се конфликтни, вообичаено да се направи обид да се опстане, да се продолжи на некој начин, да се коегзистира со лидерите, за кои што не се сложува за некој. Тоа е суштината на дипломатијата и геополитиката, така да сметам дека сите ќе се обидат на некој начин да работат заедно. Со Трамп не сум сигурен дека ќе успеат, затоа што Трамп не сака да соработува со голем дел од нив. Тоа е тотално различна визија на геополитичката реалност за еднината. Тој смета дека акцентот на Европа е погрешен. Тој смета дека САД треба да се косочи кон Кина, кон Пацификот. Тоа е ориентација која што не е нова. Соединетите држави во времето на Буш, вториот Буш и Клинтон, веќе има ориентација кон Пацификот. Европа станува се помалку важна за САД. Тоа е земја, односно регион на проблеми. Европа има голем суфицит во трговијата со САД. Европа исцицува пари од САД на различни начини. Преку трговијата, преку НАТО буџетите, преку билатерални договори и така натаму, што Европа ја цица САД, го цица САД и Трамп јасно укажа дека ќе ја жртвува Европа и ќе се фокусира на главниот конфликт на едината, а тоа е конфликтот помеѓу САД и Кина. Тоа е најважниот, најголемиот конфликт. И на некој начин ќе се обиде ситуацијата на Блискиот Исток да ја реши. Двајцата кои што треба да се плашат многу од Доналд Трамп се Зеленски и Нетањаху. Мислам дека Нетањаху многу сериозна грешка прави ако му верува на Трамп дека ќе му даде отворени карти и одврзани раце на Блискиот Исток, затоа што интерес на Трамп е да воспостави мир и хармонија на Блискиот Исток, за да ресурсите на Америка се фокусираат против евроазиските алијанси, а тоа е Кина и новите Со тебе го почнав тој разговор токму на 7 октомври, кога се случи тој настан војната меѓу Израел и Хамас. Но еве го спомна Нетањаху, Милан може и некој друго прашање исто ти да додадеш. Орбан го поканил и покрај тоа што Хашкиот трибунал покрено обвинение за апсење на Нетањаху, од друга ситуација велиш дека Трамп треба Нетањаху и Зеленски да се плашат од Трамп. Што ќе додадеш? Дали е можно Орбан да го рехабилитира Нетањаху и да му помогне оваа ситуација? Орбан не може да го рехабилитира Нетањаху, затоа што репутацијата на Орбан е многу полоша и од она на Нетањаху. Орбан се гледа, се прецепира во Унгарија како диктатор, кај класите, ЕУ е многу несрекна со Орбан. Ако тие можат да го трнат, тие ќе го трнат на некој начин. Огромен притисок вршат врз Унгарија. Орбан е еден ауткаст во Европа, еден таков тип не може да му помогне на друг ауткаст, на друг отворен. Во контекст на сето тоа, ако ми дозволиш, Путин излезе со таков став дека ќе очекува да се сретне со Трамп и да разговара за и околу мировниот процес со Украина. Јас во минатата емисија, кога беше токму за изборите, најдов на разбирање од твоја страна, не можеше да учествуваш, вечерва сме заедно, и кажувам дека дали може да дојде до неутралност на Украина во наредните 10-15 години, да не биде членка на НАТО, и покрај тоа што американците рекоа дека ќе го наоружат и ќе наоружат Украина. Како ја гледаш оваа ситуација? Може ли да се случат чуда и да се донесе тој мир, односно да немаме, не дај Боже, таа трета светска војна? Дискусиите помеѓу Русија и Украина
нема да бидат мировни преговори. Тоа ќе биде за капитулација на Украина. Украина ја изгуби војната. Русија ја доби војната. И сега Русија ќе бара капитулација и предавање на Украина. И може да го нарече тоа мировен договор, како и да е, но едноставно Украина 25% од своите територии ќе треба да ги препушти на Русија, вклучително и Кримскиот полуостров, така да имајќи го предвид тоа, прашањето сега ќе биде безбедносни гаранции за Украина. Со други зборови, на некој начин да и се гарантира дека Русија нема да продолжи да ја напаѓа Украина во еднина, затоа што е јасно дека Украина е исцрпена, дека е истрошена, дека нема да може да издржи нова рунда на војни конфликти со Русија. И единствен начин да се обезбеди границите на новите граници на Украина по војната ќе биде преку нето членството. Нема друг начин. И сите други ветувања не се вредни да се напишат на хартијата. Русија ќе ги игнорира сите овие предлози и исправно НАТО нема да оди во војна ако Русија ја нападне Украина, ако освои Украина. НАТО нема да оди во војна за нив. Никако не САД под Доналд Трамп, што значи изолационистичка политика сега. Таква политика ќе води САД. Украина е сама, нема веќе сојузници, нема заштита повеќе, нема еднина. Единствен начин да се гарантира дека Украина ќе остане независна држава е само НАТО членство, и ако тоа и се спречи на Украина, само прашање на време кога Русија ќе ја преземе Украина воено, политички. Тоа значи дека самиот Трамп кога даде своја оценка дека НАТО да не очекува Америка да поддржува 49% финансиска поддршка, а другите држави да дават по 1, 2, 3%, со тоа дали значи му мрти грб на европјаните и да си направат свој одбранбен систем, како што беше она, се сеќаваш, во тоа време дека Европа си прави свој одбранбен механизам. Значи, може ли Трамп да му го сврти грбот на НАТО? Со оглед дека нема финансиска поддршка, не дават во буџетот на НАТО, со еден збор да ги остави НАТО европјаните. Како што реков, има реориентација на САД од Атлантскиот кон Тихиот океан. НАТО е Евроатлантска асоциација и алијанса. САД ја гледа Европа како секундарно прашање. Кина и Русија заедно, Евроазискиот блок станува главното прашање и проблем на 21. век. Европа не е веќе релевантен чинител во некакви војни или политички смисла. И Европа на крајот ќе треба да дојде до мир со Русија, треба да соработува со Русија, треба да работи со Русија и со Кина. Европа, САД си отиде, САД е крај на периодот на ова ера. САД е вон играта, САД ја остава, ја напушта Европа и се врти кон екзистенцијалната закана од Кина. САД не може да води војни на два фронта. Така да, подоцна или порано, ќе имаме судир помеѓу САД и Кина, тоа не сигурно ќе се случи, и Азија е многу поважна за САД отколку што Европа. Многу повеќе. Милане, да може уште едно прашање поставиме за БРИКС и со тоа че му се заблагодариме. Сакав да те прашам за и околу БРИКС. Тука ги имаме Кина, што и минатите емисии со мене спомна, рече Слободан, Кина е апсолутно најголемата сила во светот. Дефинитивно. Русија не може да биде посебно од Кина, но значи тоа дека кинезите нема да бидат наблюдувачи оваа ситуација. Нормално си го барат и чуваат статусот на светска трговска организација. Од друга ситуација, еден твој колега, тоа е Џозеф Бода, во емисијата за изборите го слушаше, вели, че се понуди на Америка да биде дел на БРИКС, што е за некого може science fiction. Од друга ситуација видовме членка на НАТО, тоа е Турција, најнормално се придружува и прифаќа. Може само тоа ќе биде финално прашање, те молам. БРИКС е инструмент на Русија и Кина пред се во наредните конфликти кои што ќе се случат со САД и оно што ќе остане од Западот. САД никогаш нема да стане членка на БРИКС. САД ќе прави се што може да го торпедира БРИКС, да го уништи БРИКС, ако може. Дури сега БРИКС е изолирано од западните финансиски системи.
затоа БРИКС не успеа да воспостави инвестициона банка и да направи алтернатива на Светската банка. Тие не успеа во тоа затоа што Западот ги откачува, ги изолира во западната финансиска архитектура. БРИКС е непријателот на САД, а непријател на Западот, но БРИКС не се ефикасни како организација, тие не се како ЕУ. Тие повеќе се декларативни како организација, повеќе се за дебатирање на друштво што дебатира. Не се докажа како многу ефектни. БРИКС што ги вклучува и некои непријатели на САД сериозни како што Иран. Иран станува сега членка на БРИКС, така да се сомневам дека ќе продолжи тоа. Најкратко само, дали има опасност и страв за Трета светска војна? Навистина Не сметам дека тоа ќе се случи. Една моќ, не знам која, ќе користи нуклеарно оружје. Затоа што нуклеарното оружје е легитимизирано не само во Украина, од Русија, туку беше легитимизирано и од Израел, на Блискиот Исток, те подоцна или порано, некој ќе користи нуклеарно оружје, ќе имаме тактички нуклеарни мали бомби, не големи, многу мали, и нуклеарното оружје ќе стане стандарден дел од секој конфликт во иднината. Значи ќе гледаме ситуација кога во светот ќе се користи нуклеарно оружје од многу држави, така да тоа е 21. век. Значи на доаѓањето на идните нуклеарни битки како стандард во меѓународните односи. Сем за ова можност не даде вечерва на гледачите. Милане, да му се заблагодариме, што наистина создаде голем интерес. Се гледаме во студиото, како обичаено, малце да го пречепкаме Middle East во Тотал, го спомна Иран, што наистина загрижува. И овие случувања со Биби, каква ќе му биде судбината. Уште еднаш ти благодарам. Почитувани е ексклузивно исто Асен Вакнин за магазин Вечера со Слободан и Милан во ова вечерно дождливо издание. Бидете со нас, почитувани, се враќаме по еден мал джингл, продолжуваме со разговорот. Пријатно. Пријатно. Емисија, што да правим, тоа е, како и да е, Милан, навистина по овие, возбуда е да имаш два тешкаша во секој случај, го очекувам и третиот, еве до третиот све некаде на 40-та и минута имаме убави 10 минути, па да му дадеме, 40 минута ние, имаме едно 10 минути, ако не може да му дадеме и просто на третиот, исто геополитички аналитичар. Ево двајцата, што би дал на едно резиме? Видете, јасен е стравот во светот, но јас би сакал да смирам атмосферата со тоа што ако гледаме 1962 година, кубанската криза и атмосферата дека ќе се употреби нуклеарно оружје и прашање на минути да се употреби нуклеарно оружје, но сепак не до тоа, сепак говори дека има одговорни политичари. Во овој конфликт не се сами Русија и Америка, тука е Европа. И тука се граѓаните и народот. Мислам дека човештвото не е дојдено до таа фаза да... Че превладува ли рацијата, разумот? Нема, не гледам причина да не провладува. Затоа што јас се обидов на почетокот да дадам вовед кој е мотивот на Џозеф Бајден. Не станува збор за сен еден човек или еден човек, тоа е систем кој не ја донел одлуката ад-хок дента. Туку некој кој стои зад него. Видете, во Америка системите на практицирање МОК се комплицирани и бара посебна емисија да анализираме кој се таму е вклучен, дали е тоа војно лоби, војно-индустријски комплекси, длабока држава и така натаму, но генерално поентата беше дека тоа не е нешто неочекувано. Ако он победеше на изборите, сигурно ја донел таа одлука, но иритира фактот зашто ја донесе сега. Не е својствено во Америка да се подметнува кукавичко јајце
на тој што треба да те наследи, ако ја слушаш. Ама и народот го слушна, гласот на Затоа народот јас победи. сем го прашав дали е фер. У политиката нема фер, но ние сме научени Америка да биде вредност која рефлектира култура, демократска култура во светот. Ако народот избрал мир, Така? едно од поентите на Доналд Трамп беше дека сето треба да тежне кон мир и кон прогрес. Така? И таа за генерација, дали за генерација која преку Илон Маск практично засана за Доналд Трамп, тоа говори дека вие имате два мотива. Да мислите дека после вас треба има потоп, ама после вас не како единка, туку како систем, и дека не ви успел вашата идеја во делот каква концепција на општество треба да има, веројатно отворено. И втората теза е дека ако вие прогласите вонредна или во нас состојба во Америка, Уставот вас ви дава право да владеете додека не заврши вонредната или воната состојба. Тогаш нема трансфер на власта. Од таму можеме да одеме до своевидни заклучоци дека овој потек дава компликација во односите, да може да се усложни и формулата на мир која Доналд Трамп ја ефектураше на изборите. Мејнстрим и думите не му дава шанси на Доналд Трамп. Го суспендира со еден збор сега. Да, но народот гласаше за клучни точки. Сепак улука на демократијата е гласот на народот и тој треба да се почитува. Едно од главните фактори според сите релевантни анкети е тоа што американците не се спремни да плаќаат војната во Украина, не се спремни да живеат во инфлација и во скапоти. Може да ги платат кредитите. Да, и која е целта на сето тоа, ако интересот на Америка е во некој сосема друг степен каде што обичниот граѓанин е суспендиран. Во таа смисла јас сакав да кажам кој е мотивот, многу е важен мотивот на сето тоа и тоа го објаснувам низ призма на тоа дека можеби има претпоставки дека некој сака да одложи да го одложи примопредавањето на власта со тоа што ќе предизвика војна и вонредност. Може ли да се случи тој граѓански таа граѓанска војна? Видете, сега индикативни пораки имаше во самиот изборна кампања. Демократите го обвинија Иран дека сака да го убие Трамп. Да. Не дојде тоа од кампусот на Трамп, туку дојде од кампусот на демократите, кои нели ги имаат полугите на власта. Но имаше 2-3 обиди на атентат или обиди на атентат на Доналд Трамп, кои на некој начин го вулгализира политичкиот систем во Америка. Ние тоа не сме сведоци да го видиме. Да го доживееме дека од една Америка која дефинира демократија, мир и обид за атентат, политички прогон, ловење на вештерки во смисла на афери процеси, монтирани случаи и така натаму. Обидот за нели обидите во здравствената криза на ковидот, како тоа се справуваше и сето тоа говори дека не е Америка таа што е. Да. И ако сакате праведен свет, треба да бидете праведни пред внатре дома. Ќе бараме не мал премина од режијата, со оглед дека одиме во Белград за некоја минута и имаме исто така добар геополитички, да речем, аналитичар. Останете со нас, одиме со премина од режија. Со ексклузивни гости, рековме дека одиме во Белград, и сега сме во Белград, а таму го имаме Марко Блажич, геополитички аналитичар од Белград. Добро вечер, Марко, и благодарам што си заедно со нас, со мене и со
со Милан Стефановски, геополитички аналитичар, исто твој колега. Добро вечер и благодарам на повикот. Чест и задоволство. Марко, темата во која денес вечера ја предложив, а тоа е Бајден става крипови во тркалата на новата администрација. Што би сакал да кажеш апропо овој наслов и мајчи факт што се случува во минатите 72 сата? Човекот кој капитулирал, тоа е Џозеф Бајден, кажа дека најмирно ќе ја пренесе власта на Трамп, па пупу не важи, му даде право на Зеленски, вика, уклучи ги тие проектили, нападни го Путин. И Путин од друга страна си пуштил фидбек, балистичка ракета што најавува што може да дојде до колапс на светската политика и светот воопшто. Кој е твојот коментар, те молам? Пред се Бајден на надворешно политички план и на внатрешен план се обидува да предизвика тектонски промени кога говориме за надворешната политика. Тоа го објаснивте оно што дозволи на Украина да далекометни ракети, атакамс да користи, но европските земји го следеа во тоа, така да имавме прва Шавел и Скалп ракети, француски и британски, кои што беа лансирани, исто така, разлика од атакамс кои што се лансираат од земја, исто така и на внатрешен план, ќе го коментирам помалку, тоа е механизам кој што го најде за да го забави Трамп кога ќе дојде на власт, поставување на суди во окрузите и на пониските места, и гледаме дека председателот Трамп се огласи во врска со тоа дека итна овој процес мора да престане. И ново избраниот председател го гледа тоа како голем проблем на внатрешно-политички план. Од друга страна, проблемот со Украина со овие ракети е дека брзо дојде одговор од Руската федерација и мислам дека тој одговор нема само да биде базиран на оно што го видовме со новите ракети и испалување на еден тип ракети, но Путин најави дека уште неколку вакви ќе се развиваат, а од геополитички аспект многу интересно за мене до тоа дека ова ќе доведе, и Путин тоа го кажа, дека асиметричен одговор, односно дека преку државните и недржавни елементи во целиот свет ќе има предизвици за војната ефектива на САД. Пред се тука го мислам постат некои налази дека се воспоставени контакти со шиитската полиција, со хутите во Јемен, кои што повеќе од година време блокираат Баб ел Мандеб и Црвеното море, Индискиот океан, и ова ќе остави големи последици како на ова конфликт, кој што можеме да кажеме најголем од Втората светска војна на оба, така и пошироко, гледано пошироко геополитички, еден можен одговор дадов. Тука има многу други комплексни прашања во оваа војна и овој конфликт може да се прошири не само на целиот свет, туку и на вон границите на планетата да излезе, така да за прв пат да гледаме и конфликт во Вселената или обид на русите да оборат сателити, затоа што Путин објасни дека без западните сателити Украина нема способности да врши вакви напади. И овие потези на Бајден ги гледам како да се тргне, да се протурка до иревезбилна точка, односно конфликтот повеќе да не може да се спречи кога Трамп ќе дојде на власт. Толку е ескалацијата да се прошири да Трамп не биде во состојба брзо да донесува долгоочекувана мир во Европа. Ќе ти поставам уште едно прашање со оглед дека наскоро планираме на друга трибина во која исто те очекувам, во една подолга верзија, поширок оквир. Денеска во Белград е премиерот на Македонија Мицковски, кој заедно со Вучич имат една средба за Open Balkan, отворен Балкан и таа регионална соработка. Дали можеш нешто, тоа ќе биде второто прашање финално за вечерашното издание со тебе, да дадеш една оценка како ја гледаш перспективата на развојната регионална соработка меѓу Македонија и Србија, апропо и Коридор 10? Секако ние како и да е, јас тука би замолил само еден джингл и веднаш се враќам у студиото, ве молам.
Имавме некој проблем, меѓутоа проблемот и во Нови Сад, таму снег врне колку што разбрав, така? Да, така е. Падна снег, па имаме проблеми во комуникацијата. Тежок снег е тоа, па некои телекомуникациони столбови се оптоварени. Но да одговорам на прашањето, благодарам за прашањето. Ние како држава немаме никакво отворено прашање со Македонија. Ние на братската Македонија, на браќата на македонски како братски народ го сметаме. Тој народ еден со друг со многу блиски односи, што се однесува до државното раководство до 2012 до доаѓањето на Српската напредна странка, па потоа како премиер и председател Вучич, дека овие односи беа подигнати на многу повисоко ниво, кој што и понатаму се развива добро преку проекти и во процесот на Отворен Балкан, кој што ние како држава секако го поддржуваме и гледаме дека преку интеграцијата на регионот можеме да направиме квалитетно да се искористи тоа време додека регионот не стане дел од ЕУ. Сајмот на виното е тука како еден стана символ на Отворениот Балкан. Тука е коридорот 10 и секако еден многу интересен проект кој што може да донесе добро и на Македонија и Србија и пошироко во регионот, тоа е брзата пруга која што се гради од Будимпешта до Белград сега. Делницата во Србија, Белград, Суботица е околу 200 километри, ќе биде отворена на почетокот на декември. Унгарските пријатели од Будимпешта до државната граница до март 26 година ќе го завршат. Ние почнавме да градиме до Ниш брзата пруга Ниш-Белград и кога сето тоа ќе го погледаме колку работа е завршена тука во тој дел, мислам дека брзата пруга преку вашата држава, преку братска Македонија до Солун станува неминовност. И верувајте ми, јас често патувам Белград, Нови Сад и сега е Суботица, тоа е сосема нов вид на транспорт кој што ќе биде на добро кон сите и ќе не приближи Секако. до ЕУ. И јас давам максимална поддршка и што старт дека треба тој проект, тој коридор доште таа брза пруга да стане реалност. Ти благодарам многу, Марко, за вечерашното гостување. Реков дека наскоро те чекам во поголема рамка со уште некои твои колеги. Да си живи здрав, се гледаме наскоро. Ти благодарам. Тоа беше Марко Блажевиќ, задоволство и чест, геополитички аналитичар од Белград. Еве, финалето би сакал со тебе да го посветам. Како ќе абсолвира за сето ова, го спомнавме и коридорот 10, но тоа е соработката, да речам, и новиот политички амбиент во Македонија, да бидам искрен, за разлика од претходните 7 години, тој клиентелистички начин на артикулирање. Стагнација комплетна. Повели Милане, те молам за сите три, што е бе твое... Да, од сите три геополитички анализи можеме да дојдеме до заклучок дека најтемно е пред да се раздени во превод кулминацијата на сите историски гледано кулминациите на војните се најголеми тогаш кога се гледа патот на мирот. Да не забравиме изјавата на Зеленски дека 2025 он очекува да биде решена војната по дипломатски пат. Во една година вие не можете да победите Русија, ниту Русија може во една година да победи НАТО. Ова можеме да го сведеме на информацијска војна, кога се подигнуваат сите емоции, стравот е една од најголемите човечки емоции, кога луѓето се исплашени, политичарите носат одлуки кои најчесто се компромисни и болни. Но за да можеме да направиме свич на економските теми и делот на Отворен Балкан, ако сакаме да имаме конкурентна економија, ние немаме ресурси во голем дел на минерали, немаме нафта, немаме газ, но имаме многу добра географска положба. Што не сме да се занемари. Да, но за менемера на 30 години и тоа генерациите нема да ја простат, но еве се имаме шанса да ја поврземе Македонија со Солунското пристаниште, односно со Грција, во кој гравитираат повеќе пристаништа, но преку Инка тие имаат пат кон светот и тој пат поминува природно низ Македонија и тој пат е покриен со автопат, но на економијата им треба брза железница која треба своевидно да замине до Будимпешта и со еден крак до Виена. Од друга страна, ако на вистина сакаме да бидеме на вистина геостратешки позиционирани,
не треба да го занимариме и стратешкиот коридор 8 кој НАТО го форсира Италија, пристаниште Италија, Албанија, Македонија, Тоа е Бугарија. преносто што ние сме на красролот, да, раскрсница. Два коридора само на Македонија се поклупуваат. Тоа е коридорот 8 И и коридорот 10. На други места не се поклупува и тоа треба да биде наша стратешка предност. И ако некош се заемиме и ако некош сакаме да направиме економија која ќе биде конкурентна и граѓаните ќе ја осетат, е тоа да ги изградиме тие конечно автопатишта и брзи железнички Што ќе пруги. донесат бенефит за државата во наредните години, за Наредните генерациите. децени. Децени. Прогнозата е дека со такви функционални Дали коридори треба девастација од политикантите во Македонија кои во 7 години направија хаварија. Ја не знам како е да употребам кој збор. Ајде ако грешам да речам, ја ќе се извинам, ама не видов. економски геноцид. Значи тоа тие, ако може се изразиме, економски тероризам имаат направено. Значи вие да стагнирате 7 години држава која е членка на НАТО и во која имате меѓународна поддршка и таа да не ја практицирате или не ја канализирате на економски перформанси, или сте тотално неспособен, или сте биле во криминал и корупција. Но видовме полтронството, клиентелизмот што донесе. Донесе почитуваната, јас и честитав како македонец, функцијата, биде тоа е голема функција, генерален втор човек на НАТО, но еве што значи. Кога имаше лукративни причини, тоа беше незиниот колега Зајв што бараше Нобелова награда, Шекеринска го доби тоа. Значи дека треба едно извинување на македонскиот народ, токму до Шекеринска и да биде ветерогрб на македонскиот народ, апропо бугарскиот диктат, кој она мислам дека даде во една прилика како да навестуваше дека ќе се случи нешто тоа што ја очекуваше и рече во право се и тие што не го прифаќаат, а луди рече мислече на народ. Единствен заслужен за влезот на Македонија во НАТО е македонскиот народ и сите 30 години истрпени глупости на грбот на македонскиот народ. Политичарите се само еден механизам кој може да артикулира таа политика на тоа ниво. Шекеринска е тамо благодарение на македонскиот народ и ние сме земја членка во НАТО благодарение на болни компромиси на грбот И на без македонскиот резервна народ. поддршка на алијансата у тоа каде што ние на држава, еве Грција ќе речам, учествуваше со 0,8% од бројноста во партиципација членка на НАТО, а Македонија со 8%. Македонија беше и во Ирак и во Афганистан помеѓу 7-те најактивни земји со Значи, не е партиципативно добино учество. тацна. Тоа е заслужено и затоа реков јас, тоа е благодарение на армијата и на народот. Тие политичари се минливи, денеска се, утре не се. Ја не го знам тој поривот на СДСМ кој праќа пораки дека требало некој да честита, треба да се честита на македонскиот народ, а не на тие бирократски политичари кои имаат мандат и имаат легитимитет точно од македонскиот народ. Ти благодарам многу што беше мој соговорник. Благодарам многу. Навистина 60 минути измина, ќе се согласиш со мене најбрзо, со оглед да имаме четворица тешкаши за мене во секој случај, вклучувајќи со тебе. Ми беше чест да бидам навистина во такво друштво. Ова е навистина емисија што со љубов заедно со мојата екипа, ќе ја спомнам повторно, Кристина Томич, Ивана Алексовска, Жан Станоевски, кој не смееме да го заборавиме. Без тим ништо слободно не се. Кој навистина Јовдан Без екипа. Димовски, без нив ништо немам да направам. Благодарам уште еднашка што беше со мене овие 60 минути. Благодарам. Ти посакам успех и очекувам во наредната емисија исто и тебе на еден поголем формат. Анализа која Ќе ми биде чест, навистина. задоволство и мене. Драги мои, еве, со мојот драг пријател Милан Стефановски, геополитички аналитичар, успеавме да доловиме една вистинска слика во овие случувања кои демнеат, кои застрашуваат, плашат, дали ќе дојде тој крај на светот што никој не го посакува. Но видовме дека зад големата бара, зад човекот кој години на заминување наместо да си замине мирно на одмор, да речам, политички, не сме да го слуша гласот на мракот, гласот на јавачите на апокалипсата и најчовечки да му ја предаде власта на човекот кој најзаслужно си ја доби победата. Донето Доналд Трамп. Бите живи и здрави, и вие знаете дека не се што сум го поддржал уште од 2016 денеска па и секогаш. Бидејќи човекот кој верува во Бога
од него не треба да се плашиме, да се плашиме тие кои го навистина почитуваат Бога и вистината за него. Бите живи и здрави, се гледаме во вторник со иста интересна содржина. Имам специјален гостин од Белград, кој исто така ќе збори за гревот, ќе збори за покајанието. Наскоро не чекуваат и божичните пости. Пријатна вечер.